Синдикатите го поздравија, бизнис заедницата е против предлогот на владата за недела да биде неработен ден. Вела дека ваквото законско решение ќе предизвика отпуштање на работниците до 30%, потоа неизвестна реализација на капиталните проекти, застој во производството, како и повисоки трошоци на малена продуктивност. Цениме дека оваа предлог мерка негативно би се одразила не само врз нереализацијата во денот недела, туку истото негативно би се одразила и во деновите пред и после денот недела, што битно ќе влие на исполнување на роковите, вклучувајќи ги тука најбитно реализациите на капиталните инвестиции кои се во тек. Ако во недела запре производството во прехранбената индустрија, најмногу штета ќе се почувствува во производството на млеко и кондиторски производи, алармираат бизнисмените. Доколку ваквото законско решение се прифати, компаниите предупредуваат дека ќе има отпуштање, односно една цела смена ќе биде вишок, непотребна, што значи ќе доведе до отпуштање на 25%, односно една четвртина од вработените во компаниите. Од спортските обложувалници велат дека нивната пресметка покажува пат на промето за 70%, зашто токму во неделите се случувале најголем број на спортски надпревари. По нашите проценки негде околу 30% од вработените нема да бидат потребни, бидејќи ќе се намалат бројот на работни часови кои што ќе биде потребно да се покријат во текот на неделата. Дополнително вработените во спортските обложувалници работат 40 часа неделно, имаат слободни денови, платена им е прекувремената работа. Инаку од 1 октомври недела ќе биде неработен ден, освен за вработените во дејностите кои не трпа застој во производството, како и продавниците во туристичките места, каде се продаваат сладолед, колачи, цвеќиња, потоа штандовите на бензинските пумпи, киосци за спортски настани, фестивали и зелените пазари. За оние кои ќе го прекршат законот, предвидени се парични казни и затворање на објектите.